Почитувани, добре дојдовте. Продолжуваме со уште една епизода на подкастот Зрак со доктор Марина. Вечерва ќе зборуваме за тоа како онколошките здруженија помагаат во поддршката за борба против ракот и како сите заедно можеме да се приклучиме. Вечерва со нас се Милица Кузмановска, подпредседател на Здруженијето Хема Онко и специјалист доктор Томислав Јовановски од Клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Добре дојдовте. Милица, ќе може ли да ни објасниш што те поттикна да започне на ваква група, да се оформи на ваква група за поддршка на пациенти? И од кога трае, што е Хема Онко групата? Благодарам на прашањето. Многу често ми е поставувано ова прашање за сите оние кои што знаат дека мојот животен пат е музиката. Всушност е и таа една посебна емоција која што музиката ја дава, а таа емоција се однесува на, јас така едноставно би рекла, на човеколюбието. Јас сум еден голем човеколюбец и секогаш сум сакала да помагам и преку музиката во учество на хуманитарни настани и настапи. Меѓутоа, идејата беше на председателката на Здруженијето Хема Онко, кое што е здружение посветено на пациенти со рак и нивни негователи, да се оформи едно здружение кое што во почетокот беше насочено, односно таргет група беа пациентите со хематолошки малигнитети. Така функционираме од 2018 година, кога е формирано здружението, до пред една година, кога заради јавувањето на огромен број на пациенти во нашето здружение кои што бараа секаков вид на помош, а тоа се пациенти со различни видови на рак, идејата дојде да се се насочиме кон овие пациенти, едноставно да ги прегрнеме, да ги прифатиме и да бидеме, да станеме здружение посветено на пациенти со рак. Така. Како групата им помага на жените со карцином? Прво би сакала да кажам дека невладина организација или здружение за пациенти е еден правен ентитет, правен субјект, кој според својот статут всушност мора да ги извршува и да ги врши сите активности кои ги налага статутот на здружението. Значи тоа не е една група за поддршка. Така. Многу такви групи за поддршка можеме да видиме на Facebook, може би подоцна и ќе поразговараме за тоа. Меѓутоа сакам да кажам, за да се води едно здружение, значи потребно е пред се голема едукација, потребно е знаење и образование нормално, бидејќи сите активности на здружението бараат и лидерски вештини, бараат и менаџерски вештини, бараат и медијаторски вештини некогаш, нели особено, бидејќи ова здружение за пациенти, односно како невладина организација, функционира во секторот кој што треба да биде коректор на сите оние политики кои што владата ги донесува, а кога зборуваме за поготово за здравствените политики. Така. Сигурно има специфични програми. Така, Секако дека имаме, секоја година нашето здружение има програма на која што работи. Меѓутоа, како што кажав, од минатата година нашето здружение почна со активности за пациенти со рак на дојка, вклучувајќи ги и нашите пеперутки, кои што како една група за поддршка се приклучија на нас. Тоа е еден огромен број на пациенти кои што всушност се жени сървајвери, жени со рак на дојка и кои што се многу активни. Вистински благослов е да ги имаме како членки во нашето здружение и се разбира дека тие дадоа еден драйв, еден поголем мотив за да се насочиме повеќе во подигнување на свесноста, но и во борбата со ракот на дојка. Така. Еве кога сме кај ракот на дојка, докторот малце да го прашаме. Аз сам реконструктивната хирургија кај пациенти со карцином на дојка. Така, значи најпрво благодарам на поканата. Јас сум доктор Јовановски Томислав од Клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Кога зборуваме за рак на дојка, најпрво нели тука се торакалните или онкохирурзите кои што учествуваат во таа мастектомија, да ја кажеме како процедура која што значи отстранување на тоа ткиво на дојка, и секако дека ова прави еден вид на недостаток на кај жената, чувство на недостаток дека нешто фали, нешто се менува во телото. Значи пациентката веќе не се боли само со дијагнозата за рак на дојка, туку се фали има борба со недостаток дел од телото кој што отсуствува веќе кај не.
Така да ние како реконструктивна хирургија тука помага во тој дел, всушност она нашето не е целно лекувањето, лекувањето го прават торакалните хирурзи, понатаму радиотерапија, онкологија, колегите кои што работат за таа проблематика. Ние сме тука за да пополниме, да го вратиме чувството за целост кај таа пациентка која што веќе е оперирана. Реконструктивните опции имаме различни, така да може да зборуваме за типот на кој тип на реконструкција ќе биде, дали ќе биде тоа со автологно или собствено ткиво или пак ќе биде на база на импланти. Се тоа зависи во однос на типот на карцином, фазата на болест во која стадиум е откриена, тој тип на мастектомија извршена кај пациентката, кога се јавила на преглед кај нас, дали после, дали во тек на диагностицирање, дали е со работка, така да има повеќе опции за реконструкција и секако сите тие се извршуваат кај нас и имаме добри резултати. Така. Дали има многу пациенти што се јавуваат? За жал бројката е голема. Мора да признаеме дека бројката е голема на пациенти кои се јавуваат, не само за реконструкција, туку се јавуваат и со примарни карциноми на дојка. Така да постои тој тумор борд кој што веќе функционира подолго време заедно со торакалните хирурзи, пациентите се прегледуваат, се прават помошни исследувања во типот на да се диагностицира, се каже кој тип на рак на дојка постои кај пациентката, во кој стадиум е и понатаму дали заедно со торакален хирург ќе се изврши таа реконструкција како примарна веднаш отстранување на дојката и реконструкција или пак ќе се прави секундарна реконструкција на нашата клиника и веќе понатаму договор со пациентот. Меѓутоа бројката е за жал голема се уште. Да, секундарната реконструкција кога би се направила? Зависно од тоа дали кај пациентот е потребна се прави зрачна терапија или не, дали ќе помени фаза на лекување надвор од отстранување на дојката, тогаш одлучуваме за кој тип на имплант ќе биде, па дали ќе прима хормонална терапија или не, одлучуваме кога ќе биде реконструкцијата на таа дојка. Така. Дали ќе се прави во истиот такт и отстранување на другата дојка како профилактичка мастектомија или не, зависно од тие нели испитувања генетски кои што ги имаме кај нив да се докаже дали има ризик за појава на карцином на другата дојка. Сепак тука веќе имаме тимска работа која што одлучува кога е најдобар период за оваа реконструкција, меѓутоа некаде отприлика година дена оставаме период да се закаже дека пациентката е здрава, дека веќе нема ткиво кое што не е штетно и дека немаме намален ризикот за појава на рецидив, така да после да одлучуваме да правиме на реконструкција кај таа пациентка. Ако е секундарна. Така, добра. На што најчесто, кој е најчестиот проблем кај жените? Има многу проблеми. Да речеме, кога ќе се јават во здружението, кој е најчестиот проблем? Најчестиот проблем е кога ќе се јават во здружението. Дали им треба психолошка поддршка? Апсолутно, апсолутно. Под број 1, апсолутно под број 1 е психолошката поддршка. На секоја една жена, па и најнормална да кажеме во денешница е потребна психолошка поддршка, а да не зборуваме за пациент кој што се соочил со рак. Ракот е диагноза не само на лицето кое што е диагностицирано, меѓутоа на целото семејство. Кога тоа ќе се тргне од таа примарна мисла да кажеме дека всушност сите од семејството се засегнати од оваа диагноза, мислам дека и пристапот кон лекувањето би бил малку поинаков. Така. Дали нудите некоја група, да речеме, да се соберат повеќе пациенти, па да разговарате? Дали имате, како група со терапевти, психотерапевти, психолози? Апсолутно, од секогаш сме го правеле тоа, меѓутоа на почетокот, како што кажав, кога ја формиравме, кога ја основавме Хема, тоа беше исклучително со пациенти кои што се со хематолошки малигнитети. Пристапот до овие пациенти е навистина еден специфичен пристап, бидејќи знаеме дека трансплантираните пациенти, пациентите со леукемии, со лимфоми, со миеломи се навистина во една многу тешка состојба. Дури не сакаат да разговараат. Не може никако да се надмине таа стигма и тој ментален склоп кој што всушност е менталитет на целата наша популација во Македонија, за жал, отворено да се зборува за болеста. Секако дека сме правеле советувања, сме правили вебинари, на кои што акцентот првенствено го даваме на едукацијата на пациентите, на нивното зајакнување, во однос на знаење, во однос на тоа да ја запознаат својата болест, за да можат да имаат и подобар ишод. Апсолутно да се соочат, да ја прифатат и да го најдат најдобриот начин за себе, бидејќи секоја една индивидуа со иста диагноза има различен пат на лекување. Точно. Нашата помош е во психолошката помош, разговорите со пациентите. Можам да кажам и дека за време на ковид пандемијата имавме една виртуелна платформа која што функционираше и се уште постои на нашата веб страница, на која што пациентите кои што беа оневозможени, да речеме оние кои што не живеа во Скопје, вие самите знаете како доктори дека
не доаѓа нели со физичко присуство на посета на лекар, тоа да кажеме телемедицината беше во предност, односно контактите преку телефон, така таа наша платформа функционираше всушност и секој еден кој што сакаше да направи консултација со психолог или со доктор, со хематолог, во тој момент зборувам, можеше тоа да го направи, да постави прашање или да го постави прашањето до нас, па ние понатаму да асистираме, да им помогнеме, бидејќи не сите се толку технолошки, да кажеме, едуцирани, за да може да го помине тој цел процес. Убаво е да кажеме дека имавме часови по јога за пациентите, чер јога, да, за оние кои што сака онлайн да вежбаат, така да спроведовме една убава активност, да ги анимираме на некој начин. Така? Точно така, да ги оснажиме, да ги охрабриме, затоа што знаете како се чувствува пациентите кога не можеа да отидат на лекари да си ги направат редовните контроли. Во пандемијата мислам дека беше најлошо, затоа бројот на пациентите се зголеми после пандемија. Ете така, да не зашто не зборуваме на за редовни прегледи. Да, тие на кои што требаше, кои што имаа симптоми, нели, за да можат да добијат и дијагноза. Пред се им беше страф од вирусот да дојдат во болница. Апсолутно е точно тоа, да. Контролираат. Кои се најчестите компликации при поставувањето на имплантите? Како компликација, сега хируршка интервенција да си има нели може за компликација. Компликации најчесто може да биде некој крварење кој може да се случи во текот на интервенцијата, меѓутоа тоа се решава така да не е некоја компликација која што е нерешлива. Однос на понатаму за здравувањето кога се постави имплантот, сега веќе споменавме дека различно кој тип на мастектомија направена се одлучува како ќе се реконструира таа дојка, така да ако одлучиме да се прави директно со поставување на имплант, некогаш не се случи тој имплант да се измести, да се отвори таа раничка, па ако пациентот прима терапија се направи контракција на самата капсула. Обично има страв. Јас фака се според моето искуство, нема многу пациенти што имаат поставени импланти, дали се плашат, дали од тие пациенти кои имаат поставени импланти има бројка, нема пациенти кои што решаваат да ја прават ова реконструкција сопствено ткиво, малце се уште е така како некој начин се избегнува кај нас, рачуна дека е многу комплицирано, многу сложено и е реално дека станува збор за една микрохируршка процедура кај што се врзува ткиво, телото, наш дел се зема парче ткиво, а микрохируршки принцип може да им објасниме, може да им објасниме. Така, значи постојат кога веќе зборуваме за реконструкција, може да искористи ткиво од стомакот. Тоа е многу операција која се прави кај нас, беше извршена заедно со колешка која што беше подојдена со две колешки од Упсала, Шведска, направивме двојна реконструкција на гради со диеп флеп или тоа е ткиво од стомак кој што се зема. Значи се работи. Така, се направи заедно со тимот што си беше дојден, наш тим учествуваше, 3 тима бевме вкупно уклучени на операцијата, се направи од сопственото ткиво од стомакот, од двете страни се зема ткиво, се врза на градата на место кај што веќе е направена мастектомија и сега пациентот си има две гради кои што се од нејзино ткиво, нема имплант. Тоа има предност затоа што пациентот чувствува дека нема ништо странно, нема ништо што не е нејзино на неа, туку си е нејзино кое што го има, плюс и дој естетски момент затегнување на стомакот, се дој малце слабење на стомачната регија. Имаме искористување од грбот на ткиво. Значи различни методи на користење на сопствено ткиво може, меѓутоа пациентите малце се веќе као на некој начин тоа не е толку сигурна процедура, компликации има бидејќи е покомплицирана и самата тек на оперативна интервенција и се одлучуваат за ајде ќе идеме со имплант, не ме проблем, знам колешка, знам другарка, знам пријателка која што веќе направила реконструкција со овој тип на имплант поставување или експандер и се одлучуваат за тоа, некако си имаат комуникација тие нивни здруженија кои што ги имаат, кај што ги разменуваат мислења, они веќе знаат кој тип на реконструкција го сакаат пред да дојдат на консултација кај нас, а некои од нив се доаѓаат и дури веднаш и пред да се направи таа мастектомија, јас сакам да се зачува дел од кожа, да се зачува брадавичка, па да размислиме како ќе биде брадавичка да реконструирана понатаму, така да имаме веќе пациенти кои што се едуцирани за тоа што може да се направи кај нив. Така да мене тоа ме радува. Бројката ја кажа за жал е голема, меѓутоа има пациенти кои што се свесни, се справуваат добро со болеста, прифаќаат на добар начин, знаат дека не е крај, дека има надеж, дека се ќе помине најверојатно се ќе помине добро, очекувам во најголем број случаите. Да, јас имам многу пациенти што не сакаат да се оперираат, значи примаат терапија и дали може да избегнеме операцијата, знаете, тоа е емоционално се врзани, тоа е дел од телото. Да, меѓутоа операцијата е наједноставниот дел, всушност тоа треба да им се објасни, да им се каже. Тоа е наједноставниот дел, меѓутоа, знаете, дека ќе останат без дојка и тоа им е многу тешко да го прифатат. И јас тука кажувам дека има опција, значи се ставаат дека импланти. Дека може се направи пак таа дојка да биде нешто што го имаш на тебе лично, нели не зборувам дека градите не се како близначки, туку се сестри кои што треба да си личат, не може комплетна симетризација, симетричност нема и вродено да кажеме на пациент кој што не е оперирана, двете гради не се исти, меѓутоа добиваме некој најблизок изглед на една со друга града.
Ви кажав, ситуацијата кога ќе се одлучи да направи мастектомија и примарна реконструкција, кога го правиме тоа заедно со торакалните хирурзи, веќе имаме насока до која големина на волуме може да се постигне. Ако пациентот има големи гради, природно ние не можеме веднаш да направиме толку голема града со имплант поставување за ризикот од некроза на кожа и испаѓање на имплантот и се понатаму што се оди. Меѓутоа, ако станува за пациент кој што има нормална града, големина, можеме веднаш да поставиме имплант да се направи таа града да личи како другата града. Па понатаму се прават реконструкции на мамилата, брадавичките, се што се оди за да добие комплетен изглед на здрава, да кажеме, природна града која што се има. Јас сакав да ве прашам само дали им се кажуваат овие можности на пациентите на кои што треба да се направи реконструкција на градата, значи можноста да биде од сопствено ткиво и можноста да се стави имплант. Така, кога доаѓаат на јасна клиника, ние им ги основуваме можностите. Проблемот е кога ќе поминат првично на друга клиника, каде што веќе одлучена мастектомија се прави и не е консултиран пластичен хирург за понатамошна реконструкција. Подлучува да направат мастектомија која што нас понатаму не отежнува да направиме таа реконструкција. Тука имаме малце бројка, меѓутоа на проблем. Но сега пациентите веќе знаат и доаѓаат, кај начи кога ќе дојдат, они веќе за жал доаѓаат спремни. Ние пробуваме да му јасниме дека има можност да направи таа реконструкција со нивно ткиво. Меѓутоа доаѓаат веќе спремни со некоја бариера кон тој тип на интервенција и операција. Има пациенти кои што се нафаќаат и се прават тој тип на интервенција, имаме бројка на такви пациенти кои што направени интервенции, меѓутоа не е таа некоја бројка што можеме да кажеме голема бројка да биде сигнификантна и значајна, се кружи тој муабет меѓу нив дека да се прави таа операција, добро исполнето, супер резултатот, да се покажат онака некако се полесно да поминат операцијата, што поминале мака со карцинома на дојка, операцијата, дали била зрачна, дали хормонска терапија, и сега некој им доаѓа само ајде да направиме града, кога дивам града, не ми е битно дали ќе биде имплант или не. Меѓутоа, помладите пациенти се одлучуваат за малце по да кажеме интервенции кај што ќе имаат подобар крајен естетски изглед да си бидат. Така да они се доаѓаат веќе спремни, читаат интернет, секогаш си пишуваат да чуваме брадавичка, да чуваме кожа, веднаш експандер, ќе ставиме имплант. Тоа се веќе процедури кои што ги правиме ние заедно у договор со пациентката и реалните можности кои што може да се постигнат кај нив. Така да тоа е всушност и тоа на кое што тежне е нашето здружение. Значи, како што кажав, под број 1 е едукацијата на пациентот. Да знае да биде запознаен и да има активно учество во одлучувањето за лекувањето, еве и во овој случај за реконструктивна хирургија кога се работи. Значи, да се земе примерот од некој друг, меѓутоа да знае секој дека тоа е една индивидуа посебна и дека искуството од некој што претходно го направил тоа, значи не мора да биде истот. Да, кога дојдат со слика на некој, еве ваква беше, вака изгледа, се сега кај тебе е друга ситуација, друга е процедурата која што направена, друг е типот на карцином кој што ги имаш, така да друго се што може да понатаму. Одлуката дали ќе се прави примарна или секундарна, тоа што го зборувавме, не зависи само од нас како хирурзи или дали ќе не повика торакален хирург, некогаш е потребно да се одложи таа реконструкција за да може да се прими понатамошна терапија, за да добиеме крајен добар резултат за пациент, исходот да биде оздравување, па понатаму ќе правиме разобување на телото да го добиеме тој комплетен изглед. Во секој случај здравјето е на прво место, онколошкиот момент да се реши, па понатаму правиме таа реконструкција. Најчесто и така е патуваме. Странство веќе има почесто од после овдека нас странство веќе имаат некој, меѓутоа тоа е моментот во странство некако на време ги откриваат овие раковина тој кој што карциноми на тој се јавуваат, имаат поголема свесност за тие редовни контроли, само прегледи, мамографии, сега се удира акцент на сето, меѓутоа пак малце касниме. Касниме неколку години назад со тоа, така да имаш и сега некоја. Апелираме сега сите, ние преку сите здруженија мислам дека. Овој октомври беше многу активен, посебно за скринингот на рак на дојка и мислам дека не треба да биде само октомври, туку секој месец. Затоа тука треба да се работи на подигнување на таа свест. Значи цело време кога се збори и се вели само се подигнува свеста себе, меѓутоа менталитетот на нашиот народ, на нашата популација за жал е таков каков што е и никој не сака да прифати и да свати да има некоја одговорност дека кога зборуваме еве за скрининг на рак на дојка, дека тој скрининг а кога ќе го закажете вие терминот, вие треба да го испочитувате терминот и да отидете. Еве да го споделам и моето лично искуство, значи да не зборуваме само за негативни случувања или негативни примери. Јас успеав да закажам за 2 дена, бидејќи сум асимптоматски жена без симптоми, значи скринингот е за жени од 40 до 69 години кои што немаат симптоми и кои што последните 2 години не направиле мамографија. Значи закажав за 2 дена, отидов се снимив. Електронски, така преку електронски, системот. точно така преку системот мој термин. Број. Има еден образец кој што треба да се пополни, меѓутоа многу едноставно за сите, секој еден може да го направи тоа и да го испочитува терминот за скрининг, да си оди на редовен скрининг. Значи мораме да работиме на подигнување на здравствената култура,
за да знаат дека ако не го искористат тој термин кој што го закажале, можете и да го откажат. Да, денеска тоа за ми да се има случи. бенефит некоја друга пациентка која што некој можеби друг губи чека тој и не термин, можела така е. да закаже. Да. Значи да не биде само дека државата и системот не Да. функционира, системот функционира безпрекорно. Точно. Денеска не знам како некоја пациентка добила број и ми се јави, вика докторка, вика јас да ве видов на подкаст за скринингот што зборевте, јас вика толку се исплачи, вика си направив ехо, а претходно вика закажав ехо, вика за скрининг. Дали треба да го откажам, вика секако, викам Да, ти веќе си го да. фатила терминот, викам веднаш викам да го откажаш. Вика ви најдов и ваш број, вика. Да. И Па, си имаат контакти меѓу себе, така да. Да, наоѓаат добре, и добре е тоа, да, тоа е позитивно нешто, ја баш се изненадив. Издруженијата, целата е всушност тоа да си имаат меѓусебна да. комуникација, се запознати и си знаат што како понатаму со нив, кога имаш една Така. индивида која што поминала ти кажува се веќе е добра, здрава, да Точно. кажеме, нема веќе никакви Така проблеми е. понатаму и дава тоа самото на нејзе волја за понатаму се Така, бори тие со жени таа треба состојба, да бидат така да мотивираат едноставно да ги охрабрат и другите, да споделат искуство и да им кажат дека не треба да се плашат. Меѓутоа, како што кажав, едукацијата е многу важна, значи да се знае кој и на што е. Да не се обвинува докторот или клиниката заради некоја игнорантност или незнаење. Значи пациентот има право да ги добие според уставот, му е загарантирано право за лекување. Меѓутоа, збориме и од другата страна, нели ние сме луѓе, можеби некогаш и потенцијални пациенти, така да треба да ги почитуваме оние услови кои што се дадени од страна на здравствениот систем. Многу се важни и овие здруженија за емоционалната поддршка. Меѓусебно они многу се поддржуваат. Ние како доктори кој ќе влезе пациентот во амбуланта, нели ја ординираш терапијата и се тоа и му посветуваш внимание, кажуваш некои убави зборови. Меѓутоа друго е вака приватно кога се дружат, кога се собираат. Времето ни е ограничено, ние немаме време да. Кој што ти тера, си имаш друг пациент кој што доаѓа после него, така да времето Посебно на онкологија, значи Да. еден доктор во Да, не си денот имаат. некогаш Да, прегледува и да. над 60 пациенти, значи тоа се нехумани услови И за за работа. тоа се многу важни да постојат овие здруженија. Сега постојат тоа кажете така, фамилијата, да. тука е Целата уклучена цела фамилија, сите сте сите вклучени. пријатели, така да Да. не стана збор за болесни индивидуи. Сите тука ги на едно интересира, цело секој окружување околу прашува, неа, така да. точно. Не влага само пациентот влага, секој се придружбата нешто прашува, секој го интересира нешто, сите запишуваат да нешто се заборави, брзо стигнуваш све да им кажеш. Така и треба да функционира едно здружение. Значи, здружението не е Facebook група, да се пишува на Facebook и да се кажува кој што мисли, таму е дозволено се. Меѓутоа, начинот на работа на едно здружение е на малку повисока инстанца, да кажеме, и едно здружение мора да има свој став. Значи, кога ќе се излезе вака да се зборува, не може да зборува кој што сака и кој што сака да кажува. Ето така. Туку се има еден став, општо прифатен од целото Заеднички, здружение, ето заеднички. така, од сите. Меѓутоа, кога се однесува до поддршката, тие групи за поддршка се навистина важни. Милица, дали контактирате со други здруженија, соработувате со министерства, нешто на Балканот и пошироко? Апсолутно дека соработуваме. Многу е важно да кажам дека Хема Онко соработува на национално ниво со Здружение за пациенти, на регионално ниво, меѓутоа и на меѓународно ниво. На меѓународно ниво ние веќе 7 полни години сме полноправни членови на многу организации и на многу глобални мрежи, генерално за рак. Да не ги спомнувам сега, бидејќи можеби релевантно во разговорот, меѓутоа на регионално ниво и на меѓународно ниво многу често учествуваме и одиме на тие конференции, одиме на едукација, одиме на академии, за да се со цел да го пренесеме тоа искуство тука во Македонија сакаме. Тоа е една и од нашите мисии, да кажеме, и на здружението. Сакаме да поставиме некои нови стандарди во однос на лекувањето на пациентите со рак, според примерот на оние земји посовремени и побогати земји во Европа и во светот. Бидејќи нашите пациенти заслужуваат да имаат таков третман и да се лекуваат со најсовремени лекови. Мислам дека тоа е најважното. Така. Следниот чекор е соработката со пациентските здруженија на тлото на Македонија, бидејќи навистина искрено гледаме отпор. Да. Не знам зошто, конкуренција не треба да постои меѓу здруженијата. Точно. И треба сите да не води една единствена мисла, дека само заедно можеме да постигнеме многу. Точно. Значи, соработка не е само пиење кафе и дружење,
Соработката е малку еден поширок поим, значи да се делува таму каде што е најпотребно, а да биде во корист на сите пациенти со рак. Така. Кога зборувавме за имплантите, дали се менуваат? Имплантите генерално имаат доживотна гаранција. Последните години што ги користиме тие импланти се со доживотна гаранција, меѓутоа сепак може да се случи да има потреба да се смени тој имплант. Као што веќе напоменав, ако пациентката правиме реконструкција, па испадне дека треба прима некоја зрачна терапија, може да се направи капсуларна контрактура на самата капсула околу имплантот, се зголемува повеќе кратно, така да кај неа можеби ќе има понатаму потреба од менување тој имплант или пак не да може случи некоја повреда, некоја груба манипулација и настане некоја ерозија и оштетување на имплантот, ќе треба да смени. Меѓутоа овие импланти што веќе се користат, новите брендови на импланти кои што ги користиме, тие си имаат доживотна гаранција. Сите овие импланти одат под товар на фондот, да го споменеме сега и тоа кога станува збор за реконструкција со имплант. За нашите пациенти, тоа само за нашите пациенти со карцином на дојка, така, добро. Си имаат со партиципација се прави таа реконструкција, значи не плаќаат за имплантот приватно, туку тоа е покриено од фондот со некоја минимална партиципација пациенти. Во однос на реконструкцијата, дали ќе се користи експандер или не, си е тоа покриено на нас, а додека не до тој момент, генерално пациентите си имаат покриено преку потврда од матичен лекар која што треба да добијат, си имаат оние употребна надворешна градна протеза која што може да користат, за да кога ќе биде надвор од оперативната сала после ваѓање на таа дојка, да може да се чувствува кога се облече во некоја облека, да си биде пријатна, си биде комотна, кога се види дека нема тој естетиката е многу битна, особено кај жените. Оние протези стартно ги користат, меѓутоа тој некој принцип на функционирање таа вештачка силиконска града која што е надвор, на некој тој начин добиваме некој града која што се поставува понатаму имплантот внатре, независно дали е под како ќе биде од кога ќе се постави имплантот за ареолата и за мамилата. Тоа се реконструираат и тие, така да генерално опциите се две. Дали ќе биде пациентот да одлучи, може да одлучат така да направи татуажа. Некои одлучуваат не сакаат дека операција, поминале една-две операции кои што им биле доволно во животот, се чувствуваат здрави се, добри се и на крај многу малта таа ареола, брадавица, мамила која што зборуваме дали ќе направат со некоја реконструктивна оперативна техника или пак ќе одлучат татуажа. Се направат, прават тие татуажи, има супер артисти кои што тоа го прават, имаат перфектни резултати. Секој наша клиника ги правиме и тие реконструктивни техники со користење на кожа од реји кои што ни се складни во боја пребоеност, да може да искористиме и да се направиме и брадавичка ареола која што ќе биде налик на другата брадавичка ареола која што има пациентката, така да. И тоа се постигнува, да кажеме, кога добиваме некој комплетен изглед на здрава града кај пациентката. Да. И во глобала се доста информирани. Јас знам кога ќе дојдат веќе кај нас, кога се решени веќе за реконструкција, се доста информирани. Они се имат распрашано сигурно по групите за околу реконструкцијата, за тетоважи, за све, и обично сами си одбираат. Сами си бираат кој што ќе го направи тоа, така да ние во таа одлука не се тетовираат во принцип, да јас. Така да име кажуваме опцијата дека постои кај нас, меѓутоа одлуката веќе е на пациентот, така да. Она што е битно кај нас е да се направи таа града која што ќе биде, понатаму кога ќе биде реконструкција на мамилата, пациентот се одлучува за тоа. Како ќе дојдат, од кога ќе ми направите реконструкција после на прва контрола? Како е чувството? Зборуваме за зашто и веќе ќе дадат кај мене јас кога ќе година без града, дали една па правиме реконструкција на таа града, кога ќе се види веќе добива на се гледа веднаш дека само довербата се потреба малку на друго ниво, она што паднало, она што се освоило, веќе ќе вратено, кога се погледна ќе каже ова тоа што ми фалеше овој период од животот генерално. Така да нас не тоа, кога видиш таа насмевката во нас значи многу и ни дава една волја за понатаму вакви пациенти да се реконструираат и на како што кажа на највисоко ниво што може, така да генерално нашата цел стремиме кон тоа да имаат најдобар резултат, најдобар исход и да бидат на крај да кажеме во безбедна операционна сала да си имаме да бидеме и ние безбедни како хирурзи, меѓутоа пациентот да си има најбезбедна операција со најдобар можен резултат кај неа. Така е. Да, естетиката особено кога ќе видиш на неа на фамилијата. Да, естетиката е многу важна за жените. И кога ќе дојдете кај нас во амбуланта по направена реконструкција, докторка да ме видите, да. Убаво е тоа чувство да се види кај пациентите дека се задоволни, дека да се сложуваме. Она со облекување во амбуланта, само доверба тогаш е. Кога ќе се облече во амбуланта пред да се прави реконструкција, има моментот да не ме гледаат другите, да затвориме врата ако може, па да нема студенти ако има или не знам околу нас работници, да биде тоа во поинтна една средина. Ако ќе направиме реконструкција, не е проблем да се облече пред друг да се види дека се окей, така да ги имате момент што мене ме радува, така да ги радува и ни во секој случај. Види се, особено кај младите жени за одгубењето на градата е малце тешко да се прифати. Јас затоа имам затоа и проблем со жените, особено кога треба да се оперираат. Докторка, нели, примам хемо, а да не се оперирам после хемото, не вика мора да се оперираш.
И затоа и ги советувам ќе Така. на пластика, на реконструктивна после хирургија, ќе им ги кажам опциите. Така, Порано да, сега да, не знам дали толку да Генерално и ги возрастна советувале. популација, жени кои што поминале мастектомија пред 20 години, имаат такви Да, што да, после што 20 години сакаат, доаѓа вика сакам да направам што конструкција, сум видел сакаат, резултати се е точно, добро 20 години точно. поминато, генерално си има право да се направи Да, да, да. конструкција, не е дека не нема Особено право да тоа им е направи. покриено од фондот. Може Така и да голем си дел имал пациенти чувствувале може и не момент знаат. кој што, ја дека е 20 години покриено од фондот. седев без града за нешто што поминавме вака полесно на некој начин, супер ми резултатот, така да моментот кога ќе се случи реконструкција веќе не е поврзан толку многу со одлуката наша, Временски. туку е одлуката како ќе се чува пациентката спремна за тоа да го направи. Генерално може би да тоа инсистира пациентите некој за 2 месеци па да направи реконструкција или одмah да се направи. Чекајте малце, оваа града која што ќе се вади не ни дава можност веднаш да реконструираме. Точно. Ќе му дадеме време си помине се што треба од терапија, после ќе правиме реконструкција, ама да направиме побрзо. За твое добро, ќе си почекаме некое време, ќе издржиш, ќе користиме некои надворешни претежи ќе се кажавме, ќе си биде секој па ја правиме реконструкција после тоа. Или пак доаѓаат после 4-5 години, не поминало се време, не се чувствуваат добри, сега после 5 години доктор кога идам на одмор, сакам малце кога ќе изгледам онака да нема разлика во градите. Добро, опција да се остои, сепак се тука, така да за сите пациенти сме тука, отворено е се така да сите што си имаат она, да кажеме, веќе поминато сагата маката, сега доаѓаат за онај убав момент да го вратат на наше име изгубено, така да. Убав е моментот кај пациентот и фамилија, така што кажеме веќе така да пациентите се доволно свесни за дека веќе не станува збор за една, како да кажеме, стигматизиран и трнат момент, туку веќе се уклучуваат активно во сеова, така да убав е тој момент кога ги слушаш, кога ги гледаш. Треба да си продолжат со животот, така, Жените се значи да одат на секогаш такви работа, се да. храбри. Жените се храбри, значи Да. јас верувам дека секоја жена би ја искористила можноста да го направи тоа што може. Така. Милица, вие како здружение не сте само за рак на дојка, така? Општо зборуваме за сите карциноми. Така, Ги вклучувате ние сме- сега. Да, јас кажав Да. и на почетокот Да. дека нашето здружение е посветено на пациенти со рак, што значи ги вклучува сите пациенти со сите видови на рак. Меѓутоа, фокусирани сме најмногу на хематолошките малигнитети и во последната година тоа е заслуга на нашите пеперутки, кои што се една голема група на жени со оперирани од рак на дојка, кои што се приклучија на хема-онко. И ние сме пресрекни бидејќи добивме една нова емоција, една Нова енергија. нова енергија, една да, поиначна енергична, енергија. да. И навистина Да. многу направивме, поготово во октомври, нашите активности, верувајте дека немавме еден ден слободен. Имавме и наши трибини организирани, и гости бевме на трибини, имавме и 2 настани, од кои еден беше на клиниката за онкологија, кој го почнавме лани, веќе е традиционален, да кажам, преминува во еден вид на традиција, се вика појадок со хема-онко. А другиот, каде што бевте и вие на настанот, беше на школката, каде што навистина беше прекрасно, имаше и дружење, и забави, и едукација имавме доктори, нели, од сите области кои што се всушност вклучени во лекувањето на ракот на дојка. Така да ги мотивиравме, малку имавме еден холистички пристап, малку имавме и мотиватори, ги мотивиравме, имавме и искуство од неговател. Така гледавме да ги опфатиме сите аспекти за да биде убаво, за да биде интересно и можам да кажам дека продолжуваме и така не само силно во и октомври, понатаму. Така. Значи детерминирани сме да успееме и да промениме нешто, бидејќи гледам големо разочарување кај сите оние кои што се лекуваат во нашиот здравствен систем. Меѓутоа промени мора да има и ако сакаме, секако дека може нешто да се промени. Тоа сакав. Најлесно е да се каже нема ништо да Така, се точно. промени, меѓутоа не се сложувам. Треба, да. Точно. Јас Треба сум- сите заедно да Точно, да јас- работиме на така, Секој јас- од себе да да почне се со промени, промена, Секој е секој да, од себе, да тргне од себе, па Така. потоа таа промена да се рефлектира во општеството, да видиме ние што сме дале, што сме направиле. Најлесно е да се критикува, најлесно е да се осудува, сите, да. најлесно е да се кажува, да се критикува, меѓутоа дајте да се здружиме, ние без вас не можеме, вие без нас не можете, ние сме гласот на пациентите и сакаме заедно во овој систем нешто да промениме и да овозможиме подобри услови за пациентите со рак. Кои се најчесто прашања еве што ги поставуваат жените со карцином на дојка еве? Типично. Најчестите На прашања што се се, жалат, кои проблеми ги имаат најчесто? како што Не, кажав, вака, индивидуално проблемите се и различни, меѓутоа генерален еден проблем е мамографијата. Недостатокот од термини за мамографија и недостатокот од термини за магнет за жени кои што веќе имаат импланти. Нели се советува еднаш на годишно ниво да се направи тој магнет,
Меѓутоа ние искрено не можеме да го најдеме тој пат, кој е патот и како се закажува. Меѓутоа гледам сега дека веќе има промени во однос на тоа и дека се ќе тргнува малку повеќе, ќе имаат ингеренции матичните лекари, дека ќе можат и тие да закажуваат, ако не сум... Да. Сега како матичните лекари. Матичните лекари. Меѓутоа ќе биде со назнак од радиолог. Ете така. Радиологот ќе назначи дали има потреба, нема потреба да се направи, дали има мамографија, значи пациентите со рак треба да имаат предност, тоа треба да се знае и да биде нагласувано секогаш истакнувано и кажано дека пациентот со рак во овој систем здравствен мора да има секогаш предност. Така. Да, не значи да се олесни. Кога ќе ставиме ние имплант, вика дали ќе може видиме ако нешто се случува со мојата града. Да, ќе може видиме, не именува тоа во однос на диагностика, ако не дај Боже пак се случува нешто, постојат овие можности да се испита пациентот да се види. Токму таа причина што понатаму ние даваме совет да се контролира, да се следиме понатаму нечега ако веќе извадено. Мора да одат на редовни контроли. Мора да се оди на редовни контроли. Тоа не е целта, се кажува исто на пациентот како ќе си правиме контроли дали кај нас, дали со токалниот хирург, дали со радиолог, онколог, се напред таа понатаму што контрола си оди и пациент ќе го слуша тој момент така да имаме добра соработка од тој правец, да кажем. Така. И ние имаме навистина добра соработка и со клиниката за онкологија, и со клиниката за хематологија, и со останатите клиники. Во последно време, во последниве неколку денови преговори со клиниката, со Институтот за патологија, каде што ќе донираме реагенси. Бидејќи имаше, нели се зборуваше дека има недостаток на реагенси, дека всушност се чека на резултатите од пациентите. Убаво е да им се објасни на пациентите дека тие резултати и испитувања не можат да се направат преку ноќ, дека тоа навистина е потребно одредено време да им се каже, да им се објасни, бидејќи за се нешто не ете така. Нормално е дека веднаш резултат, меѓутоа резултатот не може. После таа диагноза. Да. Мислам. Така да донациите ќе одат за реагенси, во соработка сме во преговори и веќе од следната недела. Поддршка, вие сте тука посредници меѓу пациентите и нас докторите. Ние сме секогаш поддршка. И меѓу министерството и меѓу сите. Значи вие сте посредници. Ние сме секогаш поддршка и на докторите, но посебно на онкологија, бидејќи знаеме во какви услови се работи, колку сте вие всушност се жртвувате и целиот медицински персонал и сите кои што работат на онкологија. Значи, вината не треба да се бара во докторите или во директорот на клиниката. Точно. Сега оваа година еден директор, другата година ќе биде друг, исто како што ги менуваат и министрите, меѓутоа треба да се воспостави еден ред, треба да се решат многу работи во однос на човечки ресурси, капацитети, меѓутоа да се вложиме сите и да се направи нешто повеќе во подобрување, се разбира, на тие услови. Така. Имате ли некои планови за оваа година или за оваа година, да, завршуваме, имавме доста активности, доста проекти кои што ги реализиравме. Подготвуваме секоја година при крајот на годината еден годишен план со активности, затоа што здружение мора да има активности, здружение не може да се регистрира и програма, само да постои, затоа и пропаѓаат многу здруженија. Ова е навистина голема жртва и голем ангажман бара, голема посветеност бара. Јас само би ги советувала, бидејќи ние имаме и волонтери, било кој од оние кои што критикуваат, само еден ден да дојде вака или една недела да дојде да види со кои активности се бави здружението и малку да посвети време, да види колку време од денот му треба да волонтира и да работи хуманитарно. Не само група да направиш и да контактираш со пациентите и едноставно да си ги кажеш маките, здружението е одговорна работа. Друго нешто кое исто би го кажала е многу важно, што приметувам на групите на Facebook дека се толкуваат диагнози. Значи тоа треба дали сте приметиле, да. Точно значи тоа е нешто што треба да престане, бидејќи извештајот од радиолог кој што потоа треба да нели кај онкологот да се однесе и во соработка со онкологот да се објасни на пациентот. Не само да се сликне извештајот, се постира и од тоа коментар имаш метастази на коски, тоа не се кажува така, да се толкува диагнозите и извештаите на Facebook. Значи тоа мора да престане. Апелираме да престане бидејќи секој треба да си ја работи својата работа. И да се случило такво нешто и да има таков наод, мислам, такво известување на Facebook од
Значи, членови тоа во е група, нехумано, така мислам е, дека е стварно нехумано. Затоа кажав затоа дека треба да се обратат на онкологот. така, затоа Колку што Рече, има за тоа предност од сме ние тие таму. Facebook Предности групи, има, се да, има и ама- негативности. Значи така, да ги користиме генерално, предностите, така. овие негативности не треба Да. треба да се исфрлат затоа што како што кажав не е здружение само Facebook група и да пишува и да кажува кој што сака и да се споделува и што треба и што не треба, значи малку затоа ја спомнав едукацијата. Хема годишно учествува на повеќе од 10 конференции, на повеќе едукации каде што за оние кои што не знаат, тоа се нарекува patient advocacy, односно застапување на пациентите и всушност ние на некој начин сме еден мост, односно гласот на пациентите мост со здравствените работници. Тоа што вие можеби немате време и ние сме едуцирани, значи можеме да го прифатиме пациентот, можеме да му дадеме психолошка поддршка, се разбира со стручни лица, можеме да му дадеме едукација, се разбира во соработка со доктори, значи не го правиме тоа ние така да кажам на памет, меѓутоа сето тоа е една организирана форма на активности на настапување. Кога ќе го свата тоа, мислам дека и другите здруженија би биле навистина многу поуспешни, бидејќи јас од срце тоа го посакувам, затоа што соработка мора да постои помеѓу нас. Точно, не И треба како како што конкуренција кажав, да се значи, гледаат никаква едни конкуренција со други. не точно, треба да постои. Напротив, сите заедно да се работувате Така. за доброто на пациентите. Една жела, Да. еден мотив ги води тоа. Така е, тоа значи Да, заеднички, пациентот треба да нешто што биде не е на прво приоритет, место, така, а не Да. дали припаѓа на ова здружение или нова. Така. Кај нас сите добродојдени, на настанот беа сите поканети. Исто така убаво е да кажам и дека ја формиравме и Националната алијанса на пациентски организации, меѓу кои и Хема е дел од основачите. И мислиме дека многу поорганизирано би настапиле, бидејќи тука не се само здруженија за пациенти со рак, туку всушност во сите области на здравството здруженија кои што делуваат. Така, И ова е една покана за сите оние кои што сакаат да се зачленат, значи вратата е отворена. И мислам дека само така може повеќе да се постигне. Така, со заеднички Со заеднички сили, со заеднички напори. Исто како што вие соработувате, да речеме, со други. Да, тимски, така, и ние тимски се договараме, Да, ги охрабрувам и другите пациент. здруженија малку да се поактивни, да вложуваат во едукација, да вложуваат во знаење, да имаат повеќе активности, затоа што тоа е. Па ние имаме искрено се повеќе и повеќе членови после октомври, бидејќи секој член кој што ќе се регистрира или доаѓа на официјалниот мејл на Хема, но некаде околу 1000, можеби малку повеќе веќе од 1000 членови. Тоа е една навистина значајна група, значи член може да биде секој. Многу често ми се случува, луѓето мислат за мене дека јас сум онколошки пациент, дури некогаш непријатно се чувствувам кога треба да кажам дека не сум, но мојата посветеност и она што јас го давам несебично за здружението и за се она што сакаме да го видиме како промена во нашиот здравствен систем, е навистина сакам да кажам некогаш и сакам и сама себе да се надминам. Значи, не мора да си онколошки пациент за да бидеш член. Што те мотивираше вака? Највеќе за Искрено ме мотивираше, секогаш сум била бунтовник во животот, уште од најраното детство, тоа и во училиштето се манифестирало, секогаш сум била јас таа која што нешто придвижувала и правела така. Секогаш сум била така. Мора да има промени во општеството. И патувајќи често одејќи на тие конгреси, кога ќе видам како се лекуваат пациентите во странство, едноставно душа ме боли за ова што се случува кај нас. Меѓутоа, тоа е еден покомплексен проблем. Значи, условите се тие, се дава максимумот и од ваша страна како доктори, од системот, меѓутоа нешто треба да се промени, вака веќе не може. Зошто наш пациент, не може да се лекува исто како што се лекува така, и да живее како што живеат пациенти. Би го посочила примерот на здружението кое што го кажав, со кое што имам исклучително добра соработка за лимфоми и за леукемија од Словенија, бидејќи на една средба со министерот за здравството истакна дека сака да го, мислам дека дебата беше на некоја телевизија, дека сака да го преслика словенечкиот здравствен систем, примерот на словенечкиот здравствен систем тука во Македонија. Значи, ние секаде се нудиме како поддршка, имајќи ги овие контакти, и имајќи ги искуствата, веќе познавајќи ги однапред. Значи, тие
не зборуваат за недостаток на лекови, за континуитет на терапија. На нашите пациенти, еве сега мала една дигресија, кога зборуваме за самодоверба на пациентот, да, имплантите се важни и фокус даваат на перика, да носи пациентот перика после хемотерапија, значи тоа не е важно, многу е поважна самодовербата, верувајте ми, косата ќе порасне, точно. Периката ќе се носи 1 месец, 2, 3 и периката веќе ќе оди во минатото. Страшно им дилува Меѓутоа, тоа што е потребно, значи се новите терапии, современите терапии и континуитетот во терапија. Континуитетот во терапија е особено значен затоа што ништо не сте направиле ако ја прекинете. Многу пати сме ги имале тие, сме пишували и преставки и до јавен правобранител и сите правни механизми сме ги искористиле, затоа што и вие и ние проблемот е во набав, па тука сме сите сме во истиот проблем. Али кажеме ка сепак мислам сите заеднички кој доктор фаќањето на времено вие промени ќе најмногу ќе имаме предност, сите ќе имаме бенефит од сето. Значи, ако ние задоцнеме со дијагноза и со откривање на тој карцином на дојка, генерално се уклучуваат многу терапии, се дава многу понатаму, се трошат многу средства и ресурси. Ако напротив, имаме на момент почнем да кажеме дека како свесност за само преглед што го зборуваме во моментот или да се ебуме на мамографија, сави жена се направи мамографија кога веќе е во возраст. Ехо дека се направи наобично ехо на стар. Значи да почнеме со само прегледот. Ние направиме преглед. Битен, стар, да се тоа понатаму носи помал трошок на точно на буџетот, да кажеме буџетот генерално и на текот на лекувањето ни менува, така да ако дојде пациент кој што веќе е во напредната фаза, се што ќе прави. А за жал повеќето се во напредната фаза. Доаѓаме до момент дека они се лечат сами, си наоѓаат некој мелеми, си мачкаат, секој симптом што ќе се јави стартно, некој апсолутно сме против тоа, а ние сме за медицина базирана на докази. Било кој што се јавил во нашето здружение и барал некои средства за лекување кои што не се во пишуваат во групите во здруженијата што да земам алтернатива. Алтернативни некои лекувања. Значи секој има право тоа да го прави, меѓутоа мислам дека треба да се ослониме првенствено на медицината, бидејќи единствениот лек знаеме дека никој не сака хемотерапија да прима, меѓутоа благодарение на таа хемотерапија многу животи се спасени. Се да изборуваме као алката, кај почнува, кој е првиот кој што треба да каже, првите сме ние као пациенти, секој од нас стави улога на пациент да си биде, ако сам не си свесен за нешто се случува промена во твоето тело, ниту матично да некој специјалист ќе може да ти помогне на старт, тоа да се слуша своето тело, тоа е многу важно. Не изборуваме здрав начин на живот, здрава исхрана, здраво темпо и се меѓутоа ќе видиш дека пациентка која што е млада, здрава, активна, едуцирана, значи нема превенција, тоа сакавме, во некој дел има, меѓутоа свесноста сепак тој не е момент кај што нас не кочи малце генерално кога зборуваме со странство свет, они си имаат повисоко ниво на здравствена култура, затоа збора, меѓутоа таму и казни има, верувајте, значи ако не се отиде на редовен преглед и на редовен скрининг, и дома им стига, како казна, дома им стига. А кај нас не, дури ни одговорност нема да се откаже терминот, да се отстапи на некој на кој што можеби му е потребен во моментот. Затоа сме еве тука здруженијата, ние работиме од почетокот, Значи, не е само access to therapy, туку и превенцијата, бидејќи превенцијата е првиот чекор. За да превенираме потоа да не се трошат скапи лекови, да не се изложува пациентот на такви радикални лекувања и да имаме подобар исход од лекувањето, нели кога ќе се открие во колку поранен стадиумот е све поедноставно, точно. Цел систем е поедноставно кога се се почне се на време. Ако веќе ќе поминати фази генерално даваш се напори вие и ние и онколошките хирурзи, меѓутоа пак таа треба малку да се на некој момент, така да разговара. Овие со здруженијата токму за тоа да се крива свесност меѓу нив, свесност дека е само преглед да се политиките, јас тоа кажам и на општеството, така да тоа не е моментот. Ако една жена разбере дека има ваква ситуација, една жена да има во семејството, готово е, разговорот е веќе проширен. На братучетки, на сестри, на сите да каже како нема, се само да разбере прегледите имаме некој кој што е засегнат од оваква дијагноза. Ние направивме едно многу едукативно видео за самопреглед во кој што со многу едноставни чекори со voice-over е објаснето како да се направи тој самопреглед. Само треба едноставно да се погледне видеото и секој може да одвои 5 минути за себе. 5 минути за себе, за значи здравието да биде на прво место. Секоја жена може тоа да го направи. Тоа е најважно. Дали има често бараат консултација со да им посредувате со психолози, со психијатри нашиве пациенти за оваа година дена?
Да, бараат, меѓутоа, колку што знам Ние јас на клиниките, да. вие имате, Да. имате и на клиниката Да. за хематологија, Да. има активно некој кој што работи со пациентите. Во моментов, да. Во моментот знам колешката, да, меѓутоа слушнав и дека ќе се врати, значи за се сме информирани. Да. Меѓутоа и многу се задоволни да знаете. Не на секого му треба таа психолошка поддршка, бидејќи имаме, верувајте, многу храбри жени кои што велат дека и тие можат да дадат на психологот. И сме запознати така, има многу такви жени, да. Ја имам лавици и викам тие жени кои што поминуваат Така, едноставно Да. не се Мислам дека предава. со мажите е многу ситуација, потешко така, да тоа е се многу комуницира него со жените. Машката популација е секогаш позатворена. Еве ноември месец ќе го одбележиме како Мовембар, да кажеме, за месец посветен на здравјето на мажите. Веќе имаме активности планирани, но мислам дека малку потешко ќе оди, бидејќи нели секој маж се плаши така. Прво да оди на лекар, но на обична контрола да не зборуваме, се оди на лекар веќе кога е стварно неопходно. Така. За жал. Така. За жал. Да, жените се поотворени, повеќе разговараат. Ако не во семејството ќе кажат на некоја друга. Така е, жените се секогаш една иницијатива. Удружствено жени само тоа може да кажам, да, вие да, зборуваме, да. Да, никој нема ништо да каже, да. Да, така е. Дали има некоја нега одржување на кожата после поставување на импланти, некоја препорака дали давате на пациентите? Да, си има препорака за третман на раните постоперни, да кажеме. Сега тоа оди во договор со пациентот, колку ќе може да доаѓа на контроли, како ќе биде сега, не се сите од Скопје, не се сите тука, си имаме помалите градови. За жал не сме сите покриени со пластични хирурзи, да има секаде пластични хирурзи. Тоа е голем проблем на вистина за оние кои што доаѓаат, што мора да дојдат во Скопје. Така, они за прелет кога ќе дојдат, па баш сега дојдат за прелет, па малце тешко, па кога ќе биде операцијата, а за овие што се постоперативни, не генерално имаат и они веќе познање, како што кажам, меѓутоа да им даваме одредени креми, одредени лосјони, онатамо граници кои што им следат генерално после да си ги имаат, така да си носат. Објаснете ме се, кога ќе дојдат на преглед и кога ќе заврши операцијата, секој од нас им објаснува буквално се што како треба понатаму. Доаѓаат на редовни контроли кај вас или доаѓаат кај нас и доаѓаат кај нивниот онколошки хирург, да кажеме торакалните хирурзи, како хирурзи кои што ја прават таа мастектомија. Се прави на нашата клиника, генерално ставот е дека торакалните хирурзи како градни хирурзи прават отстранување на таа болна дојка, да ја кажеме, од соработка со нас се прави таа поправање, да кажеме, на таа оштетена, уништена одстранета дојка која што е оперативно. Дали во другиве држави во Европа има некоја друга техника за работа или ова е тоа што се работи сегде во светот? Надвор нашава земја повеќе е веќе контакт ткиво генерално. Сите они се избегнуваат веќе на базирано на имплант, се веќе од консопствено ткиво. Микрохирургијата во светот е многу развиена. Кај нив е тоа веќе секој неви едно од две пациентки минимум си имаат во овие поголеми центри. Да се надеваме и кај нас дека ќе биде така. Значи да ги следиме. Целта е тоа, тие трендови се работат. Искрено јас кога би требала да одлучам, би одлучила за ова што сега го зборувате, значи за. Јас препоракам да може сите пациенти од кога си биде тоа. Твојот ткиво си треба да се охрабрат малце, да им се каже дека е тоа подобра опција. Веројатно е тоа што го зборуваме, колку има позитивна, толку има негативна страна на сето она што ни е возможно преку интернет и секоја. Ќе видат на интернет компликација дека е потешка кај пациенти кои што прават сопствено ткиво. Меѓутоа компликација кај најобичен оперативен зафат може да се случи. Си имаат комуникација, се супер поминав 2 дена болка, ништо, после тоа готово прави со импланти, нема проблем. Кога кажеш дека со ова ќе лежи повеќе во болница, ќе има почести контроли се. Аха, па јас као, ај ќе идеме со имплант. За тебе не е добар имплант како опција генерално. Ама треба малку се поткрени таа свест. Зона што го зборуваме само прелеција, зборуваме за опоравување на таа пациентка. Генерално уште се бориме, тука сме кога ќе се диагностицира и кога ќе почне се лечи пациентот генерално. Така да мислам дека во тек на наредните години, веќе кажа дека касниме, не е за се касниме, па касниме и за ова, дека наредните години ќе бидат во нашата точка кога ќе може веќе да рачунаме дека пациентите се лечат на тоа ниво кое што треба да се лечат. Резултатите се супер и вака, меѓутоа она што е твое ткиво си е твое ткиво и мислам дека е подобро, барем јас лично сметам јас. Веќе имаме и резултати, веќе има и добри исходи, така да го очекувам дека еве овој подкаст ќе донесе некој пациент кој ќе реши да го направи тоа. Секако и ние ќе лобираме, верувајте, кај сите пациенти кои што треба реконструкција. Такви како што беа претходно, имавме состаноци на кои што презентираа резултати. Така да може пак да се уклучиме малку во тоа, се прикажат резултати, имаше нешто, така да се контакт да направиме една едукација, да видат жените како тоа изгледа, да се прикаже оперативна техника, се прикаже резултат, да си сватат не сами кога ќе видите друго, кога зборуваш едно и кога ќе видиш како е ситуација. Верувајте дека незнаењето е најголемата бариера. Значи се што ќе се каже и ќе се објасни, како велиме, кога ќе научиш, после лесно е, ништо не е непознато, меѓутоа секој се плаши од непознатото. Убаво би било да им се каже, да им се објасни и тој нов пристап,
нов начин, дека е подобар за нив, мислам дека секоја 99% мислам дека би прифатиле да Долго го прифатат дека тоа е тоа начин на кој во странство гледаат, читаат, знаат се. Да, сигурно. Ама не знам дали знаат дека тоа се работи во државава. Мислам дека многу малку знаат, искрено да бидам јас прв пат слушам сега од вас дека и таа можност постои од сопствено ткиво да се направи реконструкција на дојка. Тука првот е правено мислам пред 10 или 12 години кај нас на клиника извршено на сопствено ткиво, така да веќе тоа не е нешто ново на клиника, имаме специјалисти кои што тоа го прават. Не, ново меѓутоа повеќе би требало да се практикува. Ситуацијата да, повеќе од на базирано на импланта, помалку сопственото ткиво и кога немаш баланс во таа работа, генерално и ние, колку и да има спремни специјалисти за го направат тоа, ако немаш секојдневието рутината, пациентите веќе не те слушаат толку често, тоа се повлекува во нешто друго, али се надевам дека овие нови генерации на пациенти кои што доаѓаат ќе го прифатат токму тоа како еден метод на лекување кој што ќе има многу подобар крајен резултат. Така. Милица, како може други луѓе да поддржат групата? Да слушнат еве освен мислите да ги поддржат активностите на здруженијето? Да. Па имаме многу начини на кои што можат да се поддржат. Значи не е само финансискиот аспект, ние никогаш не сме барали исклучително финансиска помош, меѓутоа за да ги спроведувате сите овие активности кои што ги прави здруженијето, да не се лажеме, потребно е. Иако се однапред веќе, да кажам, потоа се прави некој реимбурсмент на средствата, кога гостуваме, кога одиме на конференции, кога учествуваме, значи тие конференции генерално се е покриено и трошоците за пат и смештајот таму и сето тоа е дел од конференцијата. Меѓутоа за овие активности кои што Хема Онко ги прави тука во Македонија, навистина се потребни финанси, да не се лажеме. Инаку, вие како едно семејство дома можете ли да функционирате ако никој нема плата во семејството? Значи да не се свати погрешно, бидејќи многу луѓе токму заради тоа непознавање и незнаење велат дека ние не сакаме, не секои финанси значат и неработење соодветно. Значи, тоа се знае, како што кажав, се знае дека една невладина организација треба да биде непрофитна. Меѓутоа, сите оние човечки ресурси кои што... да се провери. Така, апсолутно, транспарентноста и отчетноста. На крајот на годината нашиот финансиски извештај секогаш стои на страната на здруженијето и се гледа дека всушност никој тука нема приходи, освен некогаш волонтерски хонорари, бидејќи имаме и волонтери, имаме, значи тука си постои според законот и волонтерски договор, се е тоа регулирано со закон и се е онака како што треба. Меѓутоа активностите еве сега како што го правевме, да речеме, настанот на школка, многу повеќе дадовме наши средства, да кажам лични, верувајте, некогаш и повеќе трошиме. Сакаме сегде да бидеме присутни, сегде да учествуваме, ништо да не се случува без нас. И не гледаме некогаш е тоа дел и од сопствените средства, меѓутоа функционираме, бидејќи работиме, пишуваме проекти, работиме на проекти, самите вие знаете да се напише еден проект, кое знаење е потребно и кој труд, меѓутоа да се сработи, да се реализира проектот онака како што е предвидено, уште поголем труд. Така да секој кој што сака да донира во здруженијето, ние имаме на Facebook страната, кој имаме еден дел каде што може да се донира, каде што се сите чекори објаснети за донации. Меѓутоа, како што кажа, донациите не мора да бидат само во финанси, некогаш не е потребно некој да ни помогне и човечки ресурси, некогаш и на било кој начин секаква помош е добре дојдена. Дали бараат, освен пациентиве, дали се така во потешка економска состојба, дали имате некои што барат и други средства? Да, многу често се случува, за жал. Го објавувате тоа на страната? Верувајте, објавуваме секогаш на страната, меѓутоа ние лично немаме буџет за да донираме, бидејќи ако донираме на еден пациент, не знам што би се случило, бидејќи многу пациенти има на кои што треба да им се донира, а ние ги немаме тие средства, за жал. Има и пациенти кои што се явуваат, кои што не можат да дојдат ни од некој град во Македонија да дојдат на еден обичен преглед или една обична биопсија да направат. Се случува често пати ние собираме средства кои треба да се вратат кога често пати кажуваат дека готово автобусот си отишол и ние ќе собереме
средства само за да си оди пациентот да. Значи сепак тоа е еден хуман аспект и од вашата професија и од ова што ние го правиме во здружението, но нешто мора да се промени, да се направи некоја децентрализација на овие услуги, да се направи да можат пациентите барем во соседниот град да одат да примат и хемотерапија и да бидат прегледани од онколог, значи малку да се олабавите и вие на клиниката за онкологија според последните мои сознанија во разговор со директорот на клиниката, кажа дека повеќе од 90.000 пациенти се слеваат од цела Македонија се слеваат на клиниката на онкологија. Значи тоа е една огромна бројка. Кој може сите тие пациенти да ги прегледа и да им ги даде тие услуги што се потребни. Затоа и таа гужва, значи нешто мора да се промени во работењето. Така. За жал тоа има и кои што бараат средства лично за секакви, и за лекови, за меѓутоа ние не можеме тука да помогнеме, нели затоа постојат и овие донаторски броеви телефони, меѓутоа секој од нас верувам дека може да потроши 100 денари да донира. Јас многу често одам, некогаш и храна носам на пациенти кои што лежат, кои што се од други градови во Македонија, кои што нема кој да им купи едноставно и да ги види, да им донесе. Тоа го правам, јас лично ме исполнува и можеби не требаше ни да го спомнам, меѓутоа сакам да кажам кој да ми се јавил, се што сум можела секогаш сум направила и јас и сите од здружението. Така. Кој е следен предизвик за вас и здравствената нега? Многу предизвици има. Искрено, палијативната нега е еден страшен проблем во нашата држава. Да, вие подобро знаете од мене, бидејќи од многу лично искуство од многу блиска особа. Жално е, толку недостоинствено некој да почине, некој кој што работел, кој што создавал, дал се за оваа земја, меѓутоа да нема еден кревет и да нема кој да го прифати, да му ја даде таа поддршка, така, значи центар за болка нема, колку што знам, луѓето мора да одат, пациентите мора да одат по приватните клиники, иако ние секогаш ги советуваме дека најдобрата опција е да се оди во државните клиники, меѓутоа секој има право на избор, но најчесто и вие сте сведоци дека немам ништо против приватните клиники, добро и тие што постојат, меѓутоа треба да се направи еден дел и на приватните клиники да можат да се лекуваат пациенти кои што плаќале редовно и кои што со години плаќале придонеси за оваа држава и за свое здравствено осигурување. Мислам дека би било коректно. Посебно нашите пациенти што се со карциноми, мислам дека треба да имаат предност. Зборувам за пациентите со рак кои што треба да имаат предност, меѓутоа тоа е личен избор, но многу често се случило операцијата да се направи во приватна клиника. Но тоа е сепак, пак ќе кажам, од незнање, бидејќи не знаат дека тука се почнува всушност. Мислат дека ќе се оперираат и дека тоа ќе заврши, ракот е отстранет, меѓутоа за жал ги брзат, избрзуваат тука целата работа. Тоа е избрзана одлука. Имам карцином, одам одма да го оперирам, тоа да се извади. Погрешно мислење и погрешна одлука, затоа го спомнавме и овој тумор борд кој што е веќе формиран и многу ми е драго што е така и што ќе функционира и се надевам дека тука се одлучува за секој подобри одлуки ќе се донесат за пациентот, значи да се знае дали ќе оди прво со адјувантна или адјувантна хемотерапија, значи прво да се па после операција. Така, значи операцијата некогаш е и погрешен избор. Како што кажи за Така доаѓаат пациентки веќе завршиле операција, ништо друго не е направено кај нив, па после треба зрачна терапија, треба хормонална терапија. Значи пристапот да се промени, меѓутоа тоа треба да им го каже некој. Затоа веќе пациентите доаѓаат момент кога ќе се јави на лекар у крајна фаза и сака за неколку дена се заврши комплетно цело лекување кај неа. Кажав, во многу доцни стадиуми се јавуваат пациентите. И треба да се каже и дека некогаш хемото помага, меѓутоа нели имаме и резистентни ракови на кои што ништо не делува. Јас сум разговарала со ваши колеги од клиниката, кажуваат за некои посебни видови на рак дека навистина се толку резистентни. Тоа треба да се објасни, да се каже. Дали ќе се прифати од другата страна, не знам, меѓутоа убаво е да се каже дека ете така, вистината секогаш ете така. Јас се трудам максимално да сме искрени, треба да ја запознаем, да е до состојбата. Апсолутно и да
и за пациентите во терминална фаза. Често значи пати да се вратам семејствата пак тука. на почетокот, така Да, барем на еден они- член од семејството, колку и да е тоа не болно, јас дозволуваат знам. да им се каже психички пациентот да не. Значи мора да се Мора каже. да се Мора Али да се да, каже да, за сега да мора да знаат се што да информира, прават да, семејството, да, Има да Ваколски начин мора што знае што ќе да го прави кажеш, не по може да Да. го кажеш така како што е. кажавте тоа Така на е. Да, некоја да. Facebook страна напишано Така, само значи овој не се може. случува, туку Така. си има начин, ние сме едуцирани за тоа како да го Така. соопштиш, што ќе му кажеш, како ќе му кажеш, Значи тоа мислам дека и предмет на тоа, медицинскиот така, факултет да, се како да се учи биде. како Да. да се соопшти дијагнозата. Да, точно. Кога Точно. ќе дојде веќе поинаку кога ќе со лекар, кога лекар ќе му каже, па ќе обясните можете, кога ќе кажеш само нафрлена информација од типот на дека да, имаш карцином дојка, ќе пациентот дојде шок голем кога ќе чуе Точно. првично, тоа е Со стрес за пациентот во секој, секој точно, со момент. секој. Пациентка да доаѓа со една дијагноза која што е комплетно го чувствува дека го менува животот независното. Меѓутоа кога лекар ќе објасни Ма дека самото има може име, се да. се Така справи треба со да се се тоа, каже дека и така да ракот си се има- легува, дека не е Така. како што било некогаш, Така да веројатно меѓутоа веќе ни треба тоа што пак го се враќаме истата тема дека ни треба не превенција, ни треба на запознавање со реалната слика како Така е е, ситуацијата, така не е. да се каже имаш на дојке готово, тука имаме депресија, може да ги Да, нема на одма, лекар да, после да, тоа да се тоа не е полечи крај, компетентно. тоа не е Се крајот, повлекуваат и така. не Да се повлече, се не јавуваат, седи на не лекар се кој чуе јавуваат. некој да каже дека има Така. рацунна дојка, се повлекува назад, Посебно готово, крај за мене е повозрастните. завршено се. Повозрастните е толку доста ми се мене години, јас не. Да, и сега едноставно се доаѓаат веќе, откажуваат. да, Никој да. не треба да се откаже Веќе од во животот. многу напреднат стадиум доаѓаат. Викам зашто да не ги малтретирам домашните, да не ме носат на лекар. Верувајте, и тоа е Да. проблем. Исто еден огромен Да, проблем. треба да се смени. Секојдневно се јавуваат во здруженијето, бараат начин како тоа правно законски да се реши, бидејќи тие што работата имаат родител кој што е онколошки пациент, значи не можат еден ден некогаш да земат од работа слободен или како и да е, не Да. знам, меѓутоа системот едноставно ги експлоатира, не им дозволува да се посветат на болниот, нема болниот кој да го однесе на лекар, на А има контрола. потреба, некој не може Значи, сам се да дојде од јавувале- страна од Да, градовите. Превоз им треба. прашувале како да го лекуваат пациентот и што да му дадат, бидејќи тој е во трети стадиум или последен стадиум, да кажеме, треба да имаме упат за на онколог, меѓутоа немаме време да го Може да го донесе. однесеме Можност пациентот, немаат. кажете ни што да правиме. Ете, тоа е едно и од тоа, прашањата со кои што ние верувајте, Тоа мора да знаете се ли колку изрегулира, да им се трпение помогне. треба за да се објасни и да се каже Да. дека подитно мора пациентот да се однесе на онколог и дека докторот е единствениот тој кој што треба да каже за препораките за лекување. Ние како Така, значи, здружение ви не се сме ви се тие. обраќаат Многу такви има такви пациенти. прашања, да, верувајте. И многу често сум пишала подитно, значи уште утре подитно да се однесе пациентот на онколог, да не се чека ниту еден ден повеќе. Така. Може би е необјасниво ова, Да, но да, имаме и такви секакви примери има Така. со кои што се соочуваме секојдневно. Некоја инспиративна приказна да ни кажеш дали има од некој пациент. Има многу инспиративни приказни. Се надевам дека во некој од следните ваши подкасти ќе има и некој од членовите на Хема Баш би Онко. сакала да. Секоја една жена е инспирација и за мене и за сите нас другите, бидејќи навистина многу сме срекни што ете пеперутките ни се приклучија. Јас ги нарекувам и кралски пеперутки, бидејќи баш се така. навистина еден посебен Да. вид на пеперутки и го заслужуваат тој епитет. Секоја има своја лична приказна, толку инспиративна, толку емотивна, толку силна, што тоа јас едноставно со зборови не можам да го објаснам. Тоа ќе мора некој лично од нив да дојде, но нивната инспирација, верувајте, и јас ја користам во животот, ме мотивира. Мотивираат. И прераскажувам, многу мотивираат, секогаш кажувам како всушност треба да се живее и како треба да се сака животот и да се бори човек со последниот атом. Точно. За да сака, успееш, секој треба себе си. Себе си пред се, прво, така. Да си го препознае своето тело. Слушате го телото, тоа е она што е Да, најбитно. тоа е, Слушаш да. своето тело, знаеш веќе како што понатаму. Така, да. Значи, верувајте, жените живеат со полни гради, не се предаваат, ги следат сите препораки, меѓутоа живеат до максимум. Така. Тоа е многу убаво. Тоа е многу. Тоа е многу И важно. убаво и многу убав важно. пример е за сите. Дека тука животот не завршил со Завршува. хемотерапијата и со операцијата, дека и понатаму може да се живее убаво. Сепак тоа е една Сам дека тука внатрешна веќе состојба. им почнува дури како. Значи сите велат Да, дека како живеат да им втор почнува. живот. Значи Да, со секоја така. една со која што сум разговарала, им почнува без оглед секојат. дали се пациенти со рак на дојка или со хематолошки малигнитети, сите Што кажуваат. роден ден се слава Да. тој момент кога И знаеш ние дека се од случи некој Така. одреден момент или
во животот почнуваме да живееме втор живот. Така, И мене ми се точно, случило тоа. И на вистина малку поинаку гледам на работите, поинакви афинитети имам во животот, поинакви приоритети имам во Се менуваш животот. самиот. Се Така, менуваш. меѓутоа на подобро. И на позитивно, и се надевам дека и ова човештво така ќе се смени, ќе доживее една трансформација, повеќе од хуман аспект, бидејќи Ќе ова внимава веќе на себе. Така. Секој кој ќе внимава повеќе на себе, Секој на позитивни приказни меѓу Да. себе што ги кажуваат, само мотив за понатаму да биде уште подобро. Така, Така. да и вашата цел, и нашата генерално, сите На оние сите. сме вклучени во овој проблем, имаме само едно пред нас, здравието и најдоброто за пациентот. Така, Така, да и мислам секој дека сака успешна приказна. Тоа не нели? води, Тоа тие и за успешни вас приказни како се- доктор е многу важно. Така. Да. Секој еднаш кога Секој видиш доктор пациент сака среќен, излечен пациент среќен, добар, задоволен, тоа ти е мотив понатаму да да се му водиш да, уште, те така да. мотивира. Ви благодарам на присуството. Благодариме на поканата. Јас ви благодарам исто на поканата. Се гледаме во следната епизода на подкаст Зрак со доктор Марина.